Моето пътешествие низ населените места во Македонија ете ме донесе, така да речам, и во незините урбани места и предели. Поточно речено ме донесе и во скопското село Злокујќани, распослано во северозападниот дел на Скопската котлина, на левиот брег на реката Лепенец, на само неколку километри од излезот од оваа река од Качаничката клисура и на само 2-3 километри пред вливот на оваа река во река Вардар, во непосредна близина каде се вкрестуваат патните делници на коридорот 10 и коридорот 8, Скопје Приштина Краљево, Скопје Велес, како и Скопје Тетово Гостивар Кичево Охрид. Наминав во Злокујќани мештаните да ми го раскажат минатото на нивниот роден крај, а преку нивните лични сеќавања, различни по време и простор, и вам, драги мои, да ви доловам дел од непорекливата драгоцена слика за Злокујќани низ времето, надополнета со веродостојни сведоштва и историски аргументи за ова село. Со надеж дека меѓу помладите злокујќанци по раѓање или по потекло, особено меѓу оние поупатени во областите на историјата и антропогеографијата, ќе се изнајдат и љубопитници и ентузијасти кои за голем број прашања, изнесени делумно опфатени или недопрени овде, ќе вложат и љубов и труд и знаење, за да ги доистражат и изнесат на виделина, спасувајќи ги од неправедната правна заборавот. За да дознаам дел од историјата на селото Злокујќани, мештаните од ова село ми предложија малку да прочепкам на југоисточниот дел од селскиот атар, а воедно ме советуваа, приказнава за селото Злокујќани, да ја започнам од археолошкиот локалитет Скупи, од античкиот град Скупи, чие негово постоење е тесно поврзано со нивното село и е нераскинлив дел од него, кое се протега наназад во времето со векови, затоа што, како што ми велеа моите домајќини злокујќанци, за нивното родно село има многу устни преданија, легенди, митови, пишани документи, материјални податоци, археолошки локалитети, со еден збор, каде и да се чепне, каде и да се копне, било кое камче да се фати во рака, било колкава грудка земја да ја стиснете меѓу вашите прсти, во себе крие дел од историјата, која овде се гради не со векови, туку со милениуми. За тоа говорат остатоците од античките, ранохристијанските, средновековните градби, од многу тврдени, бедеми, утврдувања, кастели и археолошки локалитети од римско, од доцна античко време, како што е и античкиот град Скупи, кој се наоѓа во непосредна близина на селото Злокујќани, лево од утоката на реката Лепенец во реката Вардар, во подножието на Зајчев рид, ми велеа тие. Почитувани мои, предлогот на моите домајќини со задоволство го прифатив, репортажава за селото Злокујќани во вистинска смисла на зборот да ја започнам од античкиот град Скупи. Почитувани мои, приказната за античкиот град Скупи предлагам заеднички да ја проследиме од научен аспект од доктор Ленче Јованова, кустос, советник во музеот на град Скопје и повеќе годишен истражувач во археолошкиот локалитет Скупи. Основањето на римскиот град Скупи се поврзува со поместувањето на римските легии од просторот на римската провинција Македонија на север кон Дунавската граница. Хронолошки
тоа се случува на преминот од првиот век на старата ера во првиот век од новата ера. Поинтензивното населување и формирањето на вистински град веројатно се случило некаде по основањето на провинцијата Мезија во 15-та година од нашата ера, а вистински римски урбан град Скупи станува со формирањето на самоуправна римска колонија, дедуктивна колонија во времето на династијата на Флавиевците, односно во втората половина на првиот век од нашата ера. Треба да се знае дека овој простор не бил празен простор пред доаѓањето на римјаните, затоа што со археолошките истражувања, особено во последните години, е потврдено дека овој простор живеел скоро 12 века, а може би и повеќе, но за ова имаме археолошки потврди пред доаѓањето на римјаните. Потврдено е погребување од бронзеното време, односно од преходниот период, од доцно бронзеното време во железното време, значи од 12-тиот до 10-тиот век пред нашата ера, а исто така и од железното време од 8-тиот до 6-тиот век. Тоа иницира дека на овој простор, што има погребување, нормално треба да се очекува и населби некаде во близината, но за жал за сега се откриени само гробовите, а населбите се уште не се откриени, иако при истражувањата на некои од градбите од римскиот период се наоѓа и населбински наоди, особени остатоци од живеалишта, па поради тоа претпоставувам дека и самата населба се наоѓа или населби се наоѓале некаде во околината, можеби на падината на Зајчев рид или околниот простор. Како што рековме, римскиот град формиран некаде во втората половина на првиот век, во време на династијата на Флавиевците, е формиран со доселување на отслужени војници. Таквото организирано доселување на војска се нарекува дукција на војници и регистрирани се припадници од повеќе легии, а интензивно или најбројни се припадниците на легијата 7 Клаудија. Периодот пред основањето на колонијата, значи од почетокот на првиот век до времето на Флавиевците, според некои мислења, на овој простор во тој период би требало да екзистира или локална населба, над која се надслоила, или пак има предпоставки дека бил формиран и обстојувал легиски логор на една од легиите, 4-та скитска или 5-та македонска. За жал, досегашните археолошки истражувања и податоците од античките извори не потврдија, се уште немаат потврдено постоењето на легиски логор. Се надеваме дека можеби идните истражувања ќе потврдат оваа претпоставка. За сега, значи, останува на ниво на хипотеза постоењето на легиски логор пред основањето на колонијата на истиот простор. Може би треба да се остави една можност, доколку и постоел овој легиски логор, да бил од времен карактер за сместување во зимските месеци, кога легиите морале да престојуваат, значи, по освојувањето на деловите северно од Скопскиот регион, значи према Дунав, каде што бил интересот на Римската империја, но во зимските месеци легиите се враќале на овој простор и можеби биле на истата локација каде што потоа ќе се основа градот Скупи. Значи ова се некои претпоставки кои што нас како стручни лица не интригираат и особено се битни за нашата историја и кои се надеваме дека ќе бидат потврдени со идните истражувања. Римскиот град Скупи при археолошките истражувања, но историски, треба да го замислиме како неколку градови всушност, наслоени еден на друг, почнувајќи од првиот век на нашата ера, па се до 6-тиот век. Она што можеме како културни хоризонти сега да ги одвоиме се градот во империјалниот период, градот во доцноантичкиот период, градот во таа една фаза што ние нарекуваме постурбан период, она што го споменавме, значи пред доаѓањето на римјаните и исто така
Со поновите истражувања имаме докази и за населбинско живење и некропола во средновековниот период, значи во периодот некаде од 5 до 12 век од нашата ера. Значи, ако се пресмета тоа време, тоа се скоро околу 24 века интензивно живење, а со оглед на фактот што податоци за екзистенцијата на селото Злокуќани, па и селото Бардовци имаме веќе некаде од 17-18 век, така да можеме да кажеме дека континуитетот трае до денес, почнало од 12 век пред нашата ера, па скоро се до денес. Инаку, дека селото екзистира Злокуќани, значи уште некаде во 18 век имаме потврди од патеписот Патувањата на Артур Еверс, кој што во 1884-5 година поминал на овие простори и за прв пат тој го лоцира точно, го убицира локацијата на градот Скупи, а предходно веќе патеписецот Хан нешто порано од него во 1850 година поминува исто така на овие простори и предпоставува дека Скупи, името на римскиот град Скупи, треба да се поврзе со името на римската колонија Скупи, всушност со името на современиот град Скопје, но тој не успел точно да го лоцира каде е локацијата на римскиот град. За нас е особено интересен периодот, империјалниот период, затоа што во тој период Скупи го достигнува својот најголем и највисок урбанистички и цивилизацијски развој. Всушност, на што го имаме од археолошките истражувања, упатува дека градот бил формиран а фундаментис на еден празен простор, сега за сега е барем така, со позападен модел, како урбс квадрата, односно квадратен град би било тоа, што многу наликува на формата, обликот на римските логори и затоа и од тука на некој начин е таа предпоставка дека пред колонијата предходела на истото место дека постоел тој каструм, римски логор. Урбанистичката структура во еден таков римски град, што е потврдено и овде, се состои од две главни улици, Кардо Максимус и Декуманус Максимус, и мрежа од паралелни улици на нив, помали улици, тоа се Декумани и Кардинес, кои што го делат градот на помали квартови, во рамките на кои се лоцирани јавните или приватните градови во градот. Ние ја имаме откриено една од главните улици, улицата Карди Максимус, која што го дели градот север-југ и делови од две раскрсници на оваа улица со Декуманус Максимус и со уште еден Декуман, така што на основа на тоа имаме сознанија дека квартовите, градските квартови во централното градско подрачје имале димензии околу 74-5 метри на 50 до 55 метри. Од тој најран период, за жал, бидејќи тие слоеви се најдлабоко, многу малку градби се истражени. Значи, сега за сега имаме истражени и тоа комплетно, една од најголемите и најрепрезентативни, најмонументални градби, тоа е театарот. Понатаму делови од повеќе градски куќи, домуси, приватни градски куќи, една цивилна базилика и делови од еден хореум и како што рековме уличната мрежа. Подоцна, во доцна-античкиот период, доаѓа и до промена на таа урбана структура, бидејќи во овој империјалниот улиците, тоа не спомнавме, дека се поставени под прав агол и значи правилни и соодветствуваат и се паралелни и со обзидието на градот. Додека во некаде во 5-6 век доаѓа до промена на урбанистичката структура на градот и тогаш се менуваат значи правците на протегање на улиците. Недостатокот од археолошки податоци го надоместуваме за империјалниот период, го надоместуваме со податоците од епиграфските споменици, кои за сега се најдени околу 250 и од истражувањата, резултатите на некрополите на градот, кои се протегале на сите 4 страни околу градската територија. Не споменавме дека еден вака важен и значаен градски центар, како што бил Скупи, и тоа најголем во јужниот дел на провинцијата Горна Мезија,
и подоцна во доцнантичкиот период главен град, метропола на провинцијата Дарданија, која што е основана во времето на владењето на царот Диоклецијан. Значи, еден вака важен град морал да има и бедемско обкружување. Не се сигурни се уште податоците кога било подигнато првото камено утврдување на градот, но археолошките науди упатуваат дека тоа веројатно се случило некаде после 170 година од нашата ера, во времето на царот Марк Аврелий, кога од епиграфските науди знаеме дека Скупи не бил заобиколен од продорот на дакиското племе Костобоки и аналогно на другите градови во провинцијата Долна Мезија и Тракија, кога најголем дел од градовите се утврдуваат со зидани бедеми, истото се случило аналогно, значи на тоа и во Скупи. Претходно, доколку постоело обезбедување на градот, тоа се претпоставува дека биле бедеми од нетраен карактер, значи со палисадна конструкција. Епиграфските споменици се неисцрпен извор и за уредувањето на градот и жителите кои што го нацелувале Скупи, особено за нивната припадност, етничка припадност, професионална припадност, социјална припадност, значи се она што како податок го немаме од материјалната култура која што ја добиваме со истражувањата на археолошките слоеви на градската територија. Од тука дознаваме дека градот, слично како што урбанистички бил уреден по западен модел и општествено бил уреден по западен модел. Имено градот бил управуван од Совет на градот, Ордо Декурионум, кој што во чиј состав легувале околу 100 советници, на чие чело се наоѓале двајца главни советници, кои што ја имаат функцијата на некој начин декуриони, значи кои што имаат функцијата на градоначалници на градот. Понатаму во таа општествена структура и хиерархија исто спаѓале квесторите кои што се грижеле за обезбедувањето на финансиите на градот, особено една категорија на квестори кои што се бирале на 5 години и кои што ги собирале порезите во градот. Исто така, тука се и едилите кои што се грижеле за одржувањето на јавниот ред и хигиената во градот. Освен тоа, во градот функционирале и различни свештенички здруженија и други лица кои што бавувале други јавни функции, но особено интересно за нас е тоа што во тој период јавните функции биле бесплатни. Дури и обратно, значи тој што се кандидирал за јавни функции морал самиот да инвестира во градот и со своји средства за да дојде на некоја јавна функција. Значи, ако споредиме со денешно време, многу е поразлично извршувањето на јавните функции. Животот, секојдневното живење во империјалниот период, во римскиот град Скупи, значително се разликува во однос на денешното живење. Животот почнувал многу рано наутро, значи со изгревањето на сонцето, а замирал со заоѓањето на сонцето, пред се заради осветлувањето кое што во тој период треба да замислиме една врева и гужва кој што се случувала на скупските улици во раните утрински часови, тропотот на колите со довезувањето на сите неопходни прехрамбени и други занаетчиски производи кои што од околниот простор се довезувале во градот. Затоа што во тој период животот главном се одвива надвор од бедемите на градот, а во самиот град се сместени главном јавните градби, каде што се одвива поголем дел од јавното и општествено живење на граѓаните. Исто така, значи, поголем дел од животот се одвивал и на улиците. Тротоарските делови служеле за лоцирање и за одвивање на поголем дел од занаетчиските и трговските работи. Значи, тука се случувале сите оние услужни дејности, како што се берберскиот, фризерскиот, поправање на разни кондураџиски, понатаму столарски, така натаму. Сите тие дејности главном се одвивале, значи, над улиците и тротоарите.
Од надписите исто така знаеме дека во Скупи постоел Макелум. Тоа е еден отворен пазар, нешто слично како зелен пазар, и за продажба не само на зеленчуци и овошје, туку исто така тоа е пазар на кој што се продавале и месни преработки и полуготови производи, што покажува дека и во тој период постоеле нели оние кујни за продавање, за продажба на готова храна. Во бањите се одвивал исто така дел од општествениот живот. Значи, бањите не служеле само за одржување на хигиената, туку исто така составен дел на бањите биле и палестрите и за одржување и на телесната кондиција. Освен за одржување на хигиената, во бањите се случувал и дел од јавниот општествен живот, бидејќи луѓето тука се среќавале, договарале, се вршеле разни склучувања на договори, преговори, сделки финансиски. Значи, и особено битно, во империјалниот период, бањите биле заеднички, значи машко-женски бањи, за разлика од доцноантичкиот период, особено по прифаќањето на христијанството, кога веќе доаѓа нели до поделба на или се градат посебни бањи, машки и женски, или пак се одделуваат според часовите на користење за употреба на машката и женската популација во градот. Исто така, една од важните градби за одвивање на општествениот живот е цивилната базилика, која што е практично има функцијата на градско собрание на некој начин и каде што или во куријата, ако заседавале нели ордо декурионумот на градот, во цивилната базилика се склучувале разни делки, но исто така се претпоставува дека имала и функција на некој начин на судница. Тука се случувале дел од овие компетенции на општественото живење. Од друга страна пак, секојдневното живење е надополнето и со бројните околу 65.000 предмети најдени досега на градската територија и некрополите на градот Скупи, од кои што може до некаде со заедничка анализа и на епиграфските податоци и податоците од изворите да се изврши една реконструкција на тој секојдневен живот во смисла на начинот на кој што граѓаните на Скупи го исполнувале своето време. Освен епиграфските податоци и податоците од античките извори, реконструкцијата на секојдневното живење е можна со помош на бројните археолошки наоди, движни наоди од разнородни материјали, метал, стакло, гранчарија, монети, коска и слично, кои што се наоѓаат на градската територија и некрополите на градот. Досега се најдени околу 65.000 предмети кои што дозволуваат до некаде да се дополни оваа слика како изгубени коцкички од мозаикот кои секојдневно со наоѓањето ги склопувате и ја пополнувате таа недефинирана изгубена слика во минатото. Со помош на сите овие податоци знаеме дека жителите на некогашното Скупи во однос на емоциите и во однос на секојдневното живење не се многу разликувале од денешниот човек. Значи, и тие како и ние денес се радувале, плачеле, се веселеле, доживувале трагедии или пак радосни мигови. Но исто така, од друга страна, и животот, освен можеби што технолошки се разликува до некаде, но социјално може да се каже и општествено дека бил слично на денешното живење, затоа што градот Скупи се одликува со множне високи урбанистички и цивилизацијски одлики, како што се улици кои што се опремени со канализациона мрежа, но исто така и доводни и одводни канали кои што доведувале свежа вода во градбите и одведувале нечиста вода од градбите. Исто така имате приватни домови кои што располагаат со приватни купатила во кои што побогатите можеле да си дозволат и
значи пораскошно живење, но посиромашните можеле да си или средните слоеви, секојдневната хигиена ја одржувале во јавните купатила, кои што досега се најдени две такви јавни купатила, бањи, но секако дека во еден вака голем град, кој што во империјалниот период сигурно имало околу 20 до 30 илјади жители, можел да ги обслужува. Рековме и за сите останати активности што граѓаните можеле да си ги дозволат. Вие имате базилика опремена со мозаично поплочување, приватни домови, куки, градски куки опремени со фреско декорација и мозаични подоми. Значи сето тоа говори за нивото и статусот кој што градот го имал, но и цивилизацијските придобивки кои што на времето, со кои што скупи, располагал адекватно на сите поголеми римски градови од тој период во империјата. Значи, сознанијата се дека театарот имал околу 8 до 9 илјади седишта за абсорбирање на 8 до 9 илјади жители, но тоа треба да сватиме, значи дека не само, рековме дека граѓаните главном во тој период живееле надвор од бедемското обкружување на градот, но кога се одржувале представи во театарот, секако дека доаѓале сите за да присуствуваат на овие представи. И особено битно е, кога веќе го споменавме театарот, два главни моменти за животот во империјалниот период се, значи, игрите, кои што се одвивале во театрите, и за сега во нашиот театар немаме сигурни потврди дека се одвивале гладиаторски представи, но секако се одвивале разни други мимови, хорски представи или друг вид на представи, кои што сигурно биле интересни за жителите на градот. И истовремено, освен игрите и представите, друга една карактеристика е бесплатното делење на храна. Во таа насока зборува откриениот хореум, јавна житница, магазински простор, во кој што се складирало житото, кој што веројатно се делело и бесплатно на по-ниската социјална категорија на граѓани. Значи, тие два моменти се многу битни за обезбедување на мирот во римските градови во случај на немири и некои, можеби, локални бунтови, или пак доколку империјата е загрозена од некои продори на особено тоа е карактеристично за подоцнежниот период, веќе после во третиот век, кога се случуваат бројни продори на варварски племиња од северните граници, така што, значи, морала империјата да има разработени механизми за да се заштити. Мора да се свати дека, реков тоа, дека ние не се многу разликуваме од нашите предци кои живееле овде. Во крајен случај, во нашите гени секако се е вграден кодот на предците кои што го населувале ова тло, и во нашата колективна меморија останало сите тие искуства и таа традиција на нашите предци. Во однос на демократијата, секако дека како и денес побогатите и повисоко социјално рангираните слоеви биле попривилегирани во однос на населението од пониската социјална категорија. Значи, и тогаш, но имало, значи, различни социјални и општествени категории на граѓани, особено што највисоко рангирани биле римските граѓани, односно граѓаните со целосно римско право, и тоа во најголем дел биле доселениците кои што имале целосно римско право, или пак локалната аристократија, која што, како и денес, знаете, многу брзо го прифаќала животот и се прилагодувала на дојденците за да живее и да се искачи повисоко на социјалната хиерархиска скала. Втората категорија на население ја сочинувале така наречените перегрини, слободно население, кое што немало римско граѓанско право, но било слободно население, или ослободениците кои што со тек на време пак добивале, значи, до одреден степен италско или римско граѓанско право, и со тоа се стекнувале да имаат некои повластици. И нормално на крај најниската категорија на население, тоа се робовите, кои што имале најмали права.